Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте! Добро вечер, Македонија, добро вечер, другари и другарки. Вие го гледате второто издание од третата сезона на Редкаст. Јас сум вашиот водител Кирил Трајковски Максим, кој секогаш се разбира ви ги носи најинтересните гости. Пред да си го представам мојот гостин, само сакам да се заблагодарам до сите оние кои што го поддржувате нашиот подкаст, а тука се и лепотаните од Клима Лайф, кои се доктори за клими, кога станува збор за нови клими, како и нивно сервисирање и одржување. Значи, доколку не сте си набавиле клима, сега е вистинскиот момент да се јавите на 075 660092, а момците ќе се погрижат за се останато. Вечерва во Редкаст разговараме со човек кој цел живот го поминал помеѓу книги, растенија, планини и студенти. Тој е професор доктор Јане Ацевски, кој што е научник, универзитетски професор, како што кажав, и поранешен декан на Шумарскиот факултет. Работел на проекти за зачувување на природата, уредување јавни простори и заштита на шумите. Но сега, прв пат, влегува во политиката како кандидат за градоначалник на Кисела Вода, предложен од Левица. Професоре, добре ни дојдовте. Благодарам за поканата. Чест ми е да учествувам во овој подкаст и да го пренесам моето животно искуство. Раскажете ни го вашето животно и научно патешествие, за вашите студентски денови, за животот во вашата младост, кои се сличностите на животот тогаш со животот денес и кои се разликите. Значи, еден пакет од повеќе прашања. Вака, накратко да се представам. Потекнувам од Рачево, стар драчевчанец сум. Живеам во општина Кисела Вода веќе цел живот, што се вели. Таму завршив основно и средно образование, потоа се запишав на Шумарскиот факултет. По завршувањето бев 1-2 години без работа, ме примија за асистент на Шумарскиот факултет и завршив магистерските студии, односно постдипломските студии, магистратура, потоа докторат. Работам сега на предметите, односно професор сум на предметите дендрологија, тоа е наука за дрвните видови, и фитоценологија, тоа е наука за социјалниот живот на шумите. Значи, како ние луѓето што имаме општествен, односно социјален живот, и шумите имаат многу поспецифичен и социјален живот, и јас во рамките на моето образование, односно научна надградба, го проучувам тој социјален живот на шумата. Да чуеме малку за вашите студентски денови. Во ваше време, како беше како да се биде студент? Да, љубовта кон планината започнува веќе во 7 одделение, каде што во Драчево бевме организирани и првото одење ни беше на Салаковски езера, тоа е негде 40 километри од Драчево. На кај Китка се оди? На кај Китка, да, горе во планината. А веќе второто, да беше на 4 јули, а веќе второто одење на 2 август бевме на Тригла во Словенија. Wow, Едно многу разлика за почетници, за млади. И тоа е една многу добра животна школа, што би ја препорачал на сите млади, уште од рана возраст да посетуваат планината, да учат од природата и да ја сакаат природата. Дава многу големи животни вредности, особено познавањето на природата. Значи, многу го исполнува човекот и физички, а пред се и духовно, односно психички. По завршувањето на гимназија, во цел тој период активно бев, значи имаше години, една година од 50 и колку се таа 54 недели, колку се јас веќе 36 недели секој викенд одев на планина. Секоја чест. Значи од мали сте љубени. Да, како по средношколец не ми требаше, некогаш имав друштво, некогаш сам. Ќе земам ранесот, ќе искочам од дома и ќе... Тоа значи дека бевте член во некои извидници? Да, не. Ние во Драчево си направивме пленарско друштво. Така. Со многу големо членство, па една година дури бевме и први во Југославија со 1760 членови. Една матица словенска од Љубљана броеше 1200 и се чудеа каде е тоа Драчево со толку многу планинари, со рамничарско село со голема традиција за планинарење. Професоре, да направиме разлика, кои се сличностите на животот тогаш со денешниот живот и кои се разликите?
Вака видите, баш често пати разговараме на таа тема. Од овој аспект денеска, од искуствено кој ќе погледнеме, секогаш ние повозрастните кажуваме животот порано беше многу поубав, имаше убави случувања, сето тоа. Јас имам едно друго согледување, кога си млад секогаш е животот убав, имаш енергија, ентузијазам, идеш напред во животот, грабиш, остваруваш и животот е убав. И денешниве генерации, кога ќе постанат постари, да кажеме повозрастни, ќе кажуваат за денешното време дека им било поубаво од тоа. Значи, секогаш кога го живееш животот во младост, ти е убав, затоа што си млад. Да, сакате да кажете дека и денешниве млади на некој свој начин си живеат убав живот, да. Но еве по старите генерации не може да се согласат со тоа, затоа што не во ваше време сигурно било посигурно да живееш. Еве, од прв аспект, да кажем, имало една држава позади вас, Југославија, која што давала многу повеќе можности. Верувајте, јас како средношколец ние патувавме по сила Југославија, спиевме по возови, спиевме по... Јас сите планини ги имам поминато во Југославија, во шума сами ќе легнеме, ќе спиеме, ќе продолжиме. Значи, воопшто не сме ни размислувале за нашата безбедност, дали нешто ќе ни се случи. Ајде уште едно прашање која сме кај планините, па после преминуваме на нешто по-конкретно. Да. Која планина за вас е најубава во Македонија? Често пати ми го поставуваат тоа прашање. Верувајте, јас сум еден од, ајде да не кажам, ретките луѓе во Македонија што ги имам сите планини поминато. Не само како планинар, веќе како работам 35 години на факултетот, планините не ги гледам од планинарски аспект, да освојам врв, да поминам. Сега веќе имам друг интерес. Значи, ја гледам вегетацијата, ги гледам природните реткости, феномените, убавината и сето тоа. Не би издвоил, секоја планина има своја убавина. Значи, верувајте дека и на иста планина, која ќе доаѓате, секогаш е различна и нуди друга перспектива. Значи, убавината, знаете како велат, ако ја носиш убавината во себе, ќе ја почувствуваш и убавината на планината. Така, дефинитивно. Да. Одиме сега со второто прашање, вели што ве мотивираше да се кандидирате за градоначалник на општина Кисела Вода и зошто токму преку Левица? Вака, ова дојде сосема случајно. Прво, мотивацијата произлегува од возраста, да кажем, кај мене. Јас долго време, кој е млад човек, учи, се образува, па ствара фамилија, па се грижи фамилијата да ја обезбеди, па да нормално сите тие. И доаѓаш во еден период од животот кога, ајде да кажеме, имаш малце послободно време и да сакаш и имаш и енергија и време да допринесеш нешто за општеството. Односно, гледаш неправилности, гледаш некои работи, не ти се допаѓаат. Ние како народ сме многу пасивни, се чекаме некој друг да дојде, некој друг да ни го реши, некој друг да излезе на протести, секогаш некој друг да се бори да се појави некој друг спасител. А тоа некој друг сме самите ние. Ние. Не дека немаме храброст. Дали тоа значи дека нашето општество нема критична маса и да кажам, нема свест, не постои реална свест? Постои огромна критична маса. Меѓутоа само со уста критикува. Критичната маса треба некој да ја подигне. Да, верувајте дека не лесно се подига критична маса. Ние како луѓе, како општество сме заглавени во еден конформизам. Македонецот кој ќе стекне некои навики, традиции, некако не му се менува сега да рече, слушај, ја ти скочам, па ќе се бунам за ова, па ќе правам, па може ќе изгубам работата, па може ќе направам тоа, па да не ми се одрази врз фамилијата, па ќе ми се Значи, знам на што мислиш. Не е плашлив, митоа е грижлив и се плаши за фамилијата. Тоа е една од главните пречки што не му дозволува да влезе во... Затоа секогаш и, како велат, револуциите ги прават младите. Партизаните кога излегле биле млади, од 17 до 20 и некоја година, немало 60-70 годишен.
Затоа што Добро, имало по некој. Како Нимало, века, без старца нема ударца. Меѓутоа не било тоа. Значи треба енергија, а треба мудрост свежа, млада остана. крв, треба. Во она да се врата зашто се одлучи преку левица и зашто сега на оваа возраст. Преку левица се одлучив затоа што јас следам левица многу години. Иначе еве ќе ви дам една информација, ја воопшто никогаш не сум бил член на ниедна партија, нити сум учествувал во некои активности на некоја партија. Ги познавам сите партии, доаѓале, секогаш сум се трудел моето знаење што го имам, да им го дадам на партиите што се на власт, да го направат, да го пренесе за доброто на државата. Не за мене, не за нив. И тоа кај нас постои нешто што се присвојува. Односно, партијата не е држава, народот е државата. Тука е таа разлика партиска што допринесе да се наоѓаме сега Преку левица. Па да, левица со својата програма се поклопи со моите сваќања да. И сега како да делуваш, како да секојаш сум поддржувал прогресивни работи, затоа што разберете дека човек кој ја сака природата е многу прогресивна. Природата е најдинамична работа. Левица е динамична партија. Се развива, има динамика, има енергија. Значи, не е постојана. Природата има сукцесивен развој, го велиме. Напредува од тоа до тоа до тоа. И во програмата на левица се гледа од незиниот почеток, па сега дека не може да биде статично нешто. Мора да се менува, да се прилагодува, меѓутоа до крајна цел да се ја задржи визијата за квалитетен живот за сите. Како велат, мирното море промени не носи. Да. Мора бранови. Па да. Да, за да има прогрес. Мислам дека ме разбравте што сакам Многу да добро кажам. ме разбрав. Многу добар одговор ми дадовте. Одиме со третото прашање, вели кои се трите најголеми проблеми според вас што ги идентификувате во Скопје и во кисела вода и како еве вие планирате да ги решите? Пак ќе се навратам на мојот поглед на динамични работи. Не постојат три големи проблеми или три помали или не знам, постојат моментални проблеми. Проблеми и некој мал проблем што постои моментално што може да предизвика многу големи проблеми. Да ме разбирате. Затоа прво би се осврнал на животната средина, урбаната средина, пред се овдека зборуваме. Загадувањата. Зелените коридори. Па и сето тоа. Во нашето општество постои се наметна едно мислење, луѓето не делуваат превентивно, него делуваат после нешто од кога ќе се направи, например, ќе настане загадување или некој, бараат решение, веќе проблемот да го решаваат на соодветен начин. Најлесно им е сега, луѓето сите се научија, партии, невладини, еколошки друштва, проблемот со загадувањето да го решаваат со посадување на дрвја. Ево, јас сум шумар, тоа го предавам и кажувам дека тоа не е решението. Тоа е дел од решенијата. Ние треба да делуваме превентивно на изворите на загадување. На загадувачите. Да, онаму од каде што потекнува. А зашто никој не делува според вас, знаејќи од каде е изворот на загадувањето? Сите знаеме дека Уси е загадувач. И зашто Уси се уште работи? Затоа што, видите, има две работи тука. Во Уси работат голем број на работници и може да дојде државата, не може да го реши оној социјален момент кога ќе дојде до, например, ја затвара фабриката, нема каде да работат, се јавува незадоволство кај луѓето. Значи, оној баланс меѓу развојот на економијата и заштитата на животната средина. Сите проекти кога ќе се работат, дали ќе се прават нови фабрики, дали ќе се прават било што објекти кои што ќе представуваат
потенцијални загадувачи на животната средина, овдека мислам на урбаната средина, треба уште во стартот проектите да ги превенираат, односно да ја видат еднината што ќе биде и како да се спречи. Сите тие штети што ќе настанат од тие економски објекти, како да ги санираме. Не значи да не ги изградиме, да ги изградиме, меѓутоа да немаат последици по животната средина. Постојат во светот, сето тоа е веќе, да, ние најлесно, затоа што сме држава каде што стандардот за градба, стандардот за подигање на фабрики, тие еколошки дозволи малце ни ги поминуваме низ прсти и за побрзо да биде работа и бизнисот да цвета. Бизнисот, интересот. Значи, кога парите го форсираат интересот, бизнисот, тогаш се знае, некој страда. За жал кај нас страда животната, урбаната средина, а со тоа ние сме директните што трпиме последицата. Во рамките на урбанизмот, јас сум учествувал во голем број на проекти како стратегија за озеленување на Скопје, Куманово и други, во ЛЕАП и во такви, да кажеме, проекти каде што се предвидува иднината како треба да биде, во кој правец да се одвива зеленилото, стандардите каде што се предвидуваат колку зеленило по квадратен метар на пожител и други работи. Како ја гледам, како го гледам решението на сето ова. Решението, ние после земјотресот во Скопје преминува во една силна урбанизација. И тоа е негде до 90-тите години, кога доаѓа оној друг период од општественото уредување, каде што приватниот капитал почнуваат многу згради да се градат. Почнуваат. И сега и самите општини и државата се доведе во ситуација финансиски да зависи од вложувањата во градежништвото. За да опстане една општина, потребно е да има финансиски средства, а најбрзо финансиските средства доаѓаат од градежништвото, односно од урбанизацијата. Мислам дека Скопје премногу се пренасели. Една Љубљана стално идат, Љубљана стана затворен град. Словенците го затворија градот и кажа нема зголемување. Ние денеска Скопје го направивме Македонија. Да, буквално цела Македонија живее во еден град. Се ќе ви кажам, при едно предавање што имавме во град Скопје ни кажа официјално статистика дека во Скопје има скоро 11.300 празни станови. Градењето на станови е мртов капитал. Значи ти вложуваш многу средства, луѓето купуваат, ги затвараат средствата, меѓутоа тој не се плоди, што велат. Не се и станува. Кај нас се луѓето очигледно имаат многу пари, а ние се правиме сиромашни, чим сите пари ги врзуваат во 3, 4, 5 станови, надевајќи се на некого да ги даваат под кирие, да буквално да лежат и да земаат пари од сето. Тоа го прават и доста луѓе. Сето тоа допринесе Скопје да стане ваков преурбанизиран град со многу згради, со нерешени сообраќајни решенија, паркинзи, загадена животна средина, несоодветна инфраструктура, канализација од водовод, значи нема што. Ние го оптеретивме градот безпотребно. Еве, поминете во било која насоба каде што се градат нови згради, навечер 3 стана не светат. Да. Пазете, тоа е што укажува на дека нешто не е во ред. Ако дека некој има многу пари. Да, ако земеме на пример по статистички квадратен метар по колку имаме стамбен простор по жител. Ние имаме за 5 Македонии. А пола од населението ни живее под кирија или во субстандардни услови. Значи имаме многу станови, ама имаме и многу луѓе без станови. Да. Значи тој дебаланс што е направен за не сум економист, меѓутоа таму интересот за пари допринесува урбанизацијата
да се шири. Ако погледнете добро западните земји, населбите веќе ги тргаат од главните градови. Значи, за убав, стандарден, еколошки живот, здрава животна средина, инфраструктура, населбите се надвор, не се згради, него се објекти што даваат добри услови за живот. Професоре, вие мене ми го одговоривте четвртото прашање, јас уште само би додал Да. што е потребно да се заузда овој урбанистички хаос. Потребни се и политички решенија, да кажеме, политиката да влезе и да направи некои не закони, стандарди, односно ние немаме визија за развој. Во оноа социјалистичко време постојаат тие петолетки, 5-годишни планови. И таму се планираше и земјоделие, се планираше индустријски развој, се како ќе иде. И спрема тоа се димензионираа и урбаните средини, каде што се правеа нови градови, рударски или не знам, се што е потребно. Ние сега идеме стихино. Значи, немаме генерален план кој што ќе не насочи иднината каде ќе ја водиме во урбанизацијата. Не сум експерт по урбанизација, да не ме разберат луѓето сега, даваме и тоа решенија мора да најдеме, за да имаме решенијата ќе ни дадат квалитетен живот. Вака како што сме, само не знам како да ви кажам, што ќе биде понатака. Каков е вашиот став за животната средина и загадувањето и кои конкретни мерки ќе преземете? Вие одговоривте горе-долу во претходното прашање, меѓутоа, ете, какви мерки вие би презеле за да се подобри квалитетот на воздухот? За да се преземат сите мерки, треба да имаме параметри, мерења, што значи сега има одредени мерења за загадување, PM честички, па и други гасови што се јавуваат во сетот онакво. Значи, за да соодветно делуваме, треба да знаеме колку сме загадени и од што сме загадени и кои мерки да ги преземеме. Пред се тоа ќе ни каже кој не загадува. Да. Од каде потекнува изворот. Ако го дознаеме изворот од каде ни иде загадувањето, тогаш ќе преземеме мерки законски да го спречиме тоа загадување, односно да го намалиме во границите на законските и нормални стандарди што постојат во цел свет. Ние не можеме да бидеме, сакаме во Европа да имаме субстандардни услови, загадена животна средина. Сега е актуелно ово од Дрислав пред некој ден. Јас баш бев вчера, и синојка беше катастрофа. Ние ја во Драчево дека денеска до себе блиску таму е тоа натаму. Денеска до негде пред да забране дожд до 8 часот не се дишеше надвор. Значи сите прозори ги затворивме, не можевме да спиеме од толку што беше загад. Па во Лисиче синојка случајно беше Лисиче, знам што почувствува мирисба. Јас имав едно мислење дека за мене ова е тероризам. Буквално не убиваат. Значи терористичка за мене убиство на рати, смрт значи, на рати. Ти еден град од 600-700 илјади, не знам колку, не знаеме колку сме, пошто не сме, сите се со лични карти од дојдени, не сме евидентирани, а живеат тука. Сите бевме ставени на еден терористички напад од непознат сторител, затоа што не сум критичар, меѓутоа една депонија која што е најголема во Македонија, која што е заградена, да си дозволи внатре да избувне пожар и да предизвика еколошка катастрофа од големи размери по здравјето на луѓето. Дали мислите, извинете ве прекинав, дека тој пожар што избумнува е природно настанат или можеби е намерно подметнат? Вака, во ѓубриште за да настане како пожар во ѓубри, мора некој да само може да се случи? Не, вака, во природата постојат каде, јас баш вчера им објаснав дали може само да се запали, има дрвја кои што сами од себе се запалуваат. Во Австралија има дрвја кои што раснат и кога ќе дојде конкуренција други дрвја да ги ствараат температура? Да, ствараат температура, се запалуваат, се изгорува, само останува семето од овие дрвја. И тие повторно се обновуваат, значи си прават услови за свој живот, само они да живеат, другите не.
И така цело време се врти. Така и се штитат. Се штитат, да. Во депонија, каде што се затрупува со земја и со се да се запали, не. Тоа е голем пропуст од безбедносен карактер и тоа треба службите сериозно да поработат и да го најдат кривецот. Значи, според вас е човечки фактор? Природен фактор е громот, а гром сигурно не пали ѓубре. Така. Ајде малку да позборуваме за младите. Так. Тие масовно се иселуваат од општините, од државата. Што според вас е причина за тоа масивно одлевање на младите? И што мислите дека државата треба да понуди за да останат и да градат своја еднина во Македонија? Значи, одселувањето од Македонија, ако го разгледаме историски, не е од вчера. Македонија е позната печалбарска земја, каде што со години и тешките услови за живот секогаш предизвикувале да се одселува. И тогаш се селеле. Уште од турско време печалбар имала, Македонија е позната во светот. Денешните одселувања би ги подел 50-50. Значи, едни се од материјален карактер, финанси, подобар живот и се, а еден е од стандард на живење. Младите луѓе не сакаат само имам кола, имам стан, ама сака убав, безбеден живот, живот во здрава животна средина. Точно. Здрава урбана животна средина, тоа значи добри сообраќајници, а тоа значи пред се безбеден живот. Младите сакаат безбеден живот, да не се случува како она што се случи во Кочани, не сакам да, тоа е резултат на негрижа на општеството за младите. Како очекувате после сето тоа младите да останат и да речат ние ќе останеме тука? Тоа укажува дека некој не се грижи за идните генерации. А и мора да се согласите дека и никој нема одговорност во оваа држава. Таков печаток добиваме ние младите. Јас ќе се ставам во таа група, не сум многу млад. Меѓутоа, никој не одговара за ниедна катастрофа. Не постои еден фактор, еден лимитира, се одселува ради тоа и тоа за подобар живот, пари сака повеќе. При овде има услови за пари. Да. Ако му се работи на некој. Ако му се работи, па вие имате сега овие новите што работат од дома, јас знам многу млади, мои студенти ако се на шумарски на факултет, повеќето од нив веќе од дома работат на компјутери, сега продаваат пици или не знам што таму транспорт вршат. Тоа работат, заработуваат, седат дома, немаат никакви трошоци, релативно добри пари земаат за тоа што го сработуваат, за наши стандардни услови. Тоа не е само тоа. Не се само парите. Парите се начин за да живееш еден живот, тоа не само да се храниш, треба да имаш културно забавен живот, треба да имаш услови за спортски живот, треба да имаш театри да развиваме, треба да се... Во социјалистичкиот период многу се обрнуваше внимание на сето тоа, денеска за жал сето тоа стагнира. Љубовта кон природата, особено еве јас од тој аспект имав една идеја да направам школа за екологија на шумите, каде што би водил не само студенти, планинари, ентузијасти во шумата. Зашто го кажам тоа? Луѓето не ја познаваат природата. Луѓето сакаат да запознаат. Нема да верувате, после кога ги водам на некој прошетки или секоја ќе почнам да им објаснувам за начинот како функционира, да ги ценат што се тоа природни вредности, што е значење, го менуваат и некој велат, па јас таму гледав само некој камење, некој грмушки, не свати. Јас тоа велам, исто е како јас кога би отишол во некој музеј, некој Пикасо би го гледал, некои слики се, ама кој ќе дојде кустосот, кој ќе ми каже, ова слика кажува емоции, ова кажува тоа, ова е тага, ова е љубов се, мене ми се отвара сликата. Ние на младите треба да ги воспитаме да отворат сликата на природата, за да засакаат. Ако ја засакаат, тогаш нема ни да уништуваат. Тоа е еден вид поента на... Професоре, како гледате на соработката со централната власт, особено ако левица не е дел од неа? Видете, тоа е една аномалија на нашиот политички систем, каде што борбата да се дојде до власт е една,
Меѓутоа, кога ќе стигнеш на власт, сите партии и сите функционери, веќе тргнам од градоначалник до се поистоветуваат, ајде ќе оставиме во наводници, со владател, цар, председател и не знам што. Значи, во менталитетот, политичкиот менталитет, сите што се во политиката треба да сватат дека основната мисија што дошле на тие функции е да допринеса за општо добро на сите. И дека тие, јас на еден градоначалник пред многу 20 години, почна, му кажав, слушај, ти не си цар на општинава, ти си слуга, ти треба да ни служиш на нас, на народот, да работиш за нас. Да. Не си, за тоа те плаќаме. Ти треба да не организираш овдека. Проблемот го гледаме кај народот. Она што го спомнавна. Ние сме на се некој друг да ни направи. Ако дошол градоначалник да ми даде работа, да ми го очисти дворот, да ми направи сето тоа. Значи, целта на сето тоа не е само, значи народот треба да се вклучи. Секој што на онаа девиза делувај локално, мисли глобално. Глобално, да. Или една девиза што постои од друго, не гледај што направила државата за тебе, гледај ти што ќе направиш за неси. Ако почни од себе, да. Да, ако сите, без разлика кој ќе победи на овие избори или кој ќе биде во Советот, ако сите што се таму, чинители на власта, кои што се влезени во, како градоначалници, како Совет се, не се единствени и не заземат став дека се дојдени да направат за доброто на народот, а не за себе таму. Секое доаѓање за себе носи, да. Затоа велам, влегов во ова во период кога сум во години кога животното искуство ти дава можност она што си го стекнал и професионално и од животот се да го вградиш во некој систем, односно во некоја политика каде што ќе ги сплоти сите луѓе, да имаат едно заедништво. Јас често пати како ја гледам општината. Општината гледам како еден сандак со пчели, добро организиран, со квалитетен подмладок, со добри работници, секој ќе даде многу мед. И секој си ја знае својата улога. Да, секој си ја знае својата, да, има ред, има поредок, функционира, да. И ако даде тој сандак многу мед, тоа значи иднина за нови фамилии, нови сандаци да се направат, нови поколенија. Нормално. Значи, од тој поглед ние, природата се ни кажува, единствен проблем е што не знаеме да читаме. Така си е. Ќе се научиме, има време. Па сега ќе видиме. Во однос на транспарентноста и отчетноста, како ќе обезбедите граѓаните да знаат каде завршуваат нивните пари? Вака, баш политичкиот систем, значи сите граѓани во рамките на каде оне што живеат се организирани во местни заедници. На политичкиот систем дава организација, хиерархија како иде во целиот систем. Советниците се представници на гласачкото тело на народот. Значи, како иден градоначалник не може секој да доаѓе и да каже дај да видам ова, оне. Значи, сима систем. Советот на општината, јас така го гледам, не знам, не сум бил ни советник, не, јас така го гледам. Значи, преку советниците да прашуваат каде, кој проект ќе се реализира, зашто тој, кој е приоритет, кој не е, зашто. Значи, тој е систем на информации кој што треба да иде од доле према горе и обратно. И тука, тогаш е отчетноста. Замислите, градоначалникот на секој што ќе му дојде, ти парите. Парите многу едноставно се контролираат. Постојат финансови полиции, постојат овие што се доаѓаат, испитуваат ревизори и сите тие работи. Што е? Секогаш е добро кога ќе се менува една власт, една структура со друга, политички, да постои ревизија. Јас сум еден, сега ќе спомнам, не да ме сватите дека еве, јас кога станав декан ми бара отчетност на состојбата се и поднесов имотен лист, што имам се во тоа. Си направив како млад кутичка накидка, имав
Мито ако станав декан, ја морав да продадам кутичката бидејќи немав кола, па да си купам кола, зашто да се движам, не, и се. Предпоставам Југо или Фичо. Фичо има, после си купив Лада Нива, за да идам по планина. Да, по планинска кола, Лада теренска да идам. И во тој период, го кажам како пример, бидејќи тогаш и земјата ни ја префрлија од поседовен лист на не ни дадо имотни, ни ја префрлија на РМ и се што ја нема многу земја, и тоа што го имав дојде на РМ, и јас куќата на РМ и јас буквално останав без ништо. И кога го поднесував после 4 години, нели пак која состојбата, јас бев во минус, немав куќа, имав кола и испадна дека еден ми вели, тебе се треба те казниме за обратно, затоа што си место да стекнеш било каков имот, а ти си изгубил. Митоа, доаѓањето на позиција на било каква, ајде да кажеме, декан не е власт, декан е човек кој што го организира животот, го организира работата на факултетот, каде што е еднаков меѓу сите еднаквите. Кај нас, во таа институција ќе ви кажам, нема одлуката на наставничкиот совет е пресудна, како што одлуката во советот на општината е пресудна. Да. Тоа го видовме, знаеме што се случува во град Скопје. Точно. Така да не дава можност, сите мислат дека ако сепак е тоа некоја, не знам како да се изразам, да не сватат луѓето дека доаѓа кај нас долги години, доаѓа на позиција на власт за да краде. Многу лоша работа, што во старт ги прави позициите и на тој што ќе дојде да раководи со нешто и на тие околу него да придобијат. Да мислат дека е некоја шема, нешто се. Добро раководство, добра сплотеност, отчетност, без разлика на партиска припадност. Значи, јас велам, кога секој што ќе стане советник, секој што ќе стане градоначалник, да ја заборави партијата веќе. До тука, од тука е интересот на граѓаните. Ќе видите само, ако, што велат, дај Боже да биднам градоначалник, сите тие работи многу брзо ќе се видат. Ако нормално има сплотено заедништво. Еден човек како поединец не може ништо да направи. Митоа здружени повеќе и со добри идеи, со идеи за развој. Треба да сватат дека допринесот во развојот на општината е и нивен допринос. Значи, таму живеат, ќе си подобрат квалитетот на животот. За се. Еден мој роднина стално велеше, најдобро ми е да живеам меѓу најбогати луѓе. Не треба јас да сум богат. Вика, барем нема да ми досаѓа да ми барат пари. Така и ние, ако ја направиме општината еднакво социјална, не може да биде. Значи, никогаш во ниедно општество немало еднакво во социјалниот живот. Секогаш имало и богати, и сиромашни, и во комунизмот било тоа изразено, и привилегирани, и сето тоа. Меѓутоа, на тие што се најмалце инволвирани во власта, не можат да допринесат за своји материјални. Ние треба да го направиме општеството да биде за сите еднакво, да им даде можност барем за основен социјален здрав живот, за да можат да си ги школуваат децата, за да можат да бидат попродуктивни, да бидат здрави. Луѓето треба да сватат дека здравата животна средина е здрав народ, а здрав народ е здрава држава. Болен народ, што ќе се лечиме со апчиња, ние ќе увезуваме и како ќе допринесеме. Мислам ја свати поентата на разговорот. Каков би бил вашиот пристап кон социјалната политика како помош за ранливи категории? Пензионери, самохрани родители? Што би промениле? Да, вака, нормално секогаш да се овозможи барем
основните прехранбени и хигиенски потреби на сите нив. Меѓутоа, јас тука би истакнал една работа преку волонтерство, односно, дали тоа било младинци, дали било возрастни, многу луѓе имаат и да јадат и да пијат се осамени. Психичкиот живот на осаменост е многу тежок и дава многу поголеми последици. Гледате, во Канада прават еден проект каде што градинките и пензионерските домови се заедно и каде што тие што се поспособно пензионерите се грижат. Значи, треба во таа насока волонтерството, дали тоа ќе биде преку хуманитарни организации, дали тоа ќе биде преку Црвен крст, некои други издрженија, каде што младите луѓе волонтерски еднаш неделно ќе посетат некој повозрасен човек што е сам. Значи, сето тоа прво ќе треба да се евидентира. Ние не знаеме колку имаме, што имаме, како. Кога секој во својата средина ќе евидентира кој има потреба и зашто има потреба, и тогаш соодветно, може би некој има доволно пари за да се прехрани. Тоа нема кој да му купи. Ме разбирате? Да, некој е подвижен, тоа не може да дојде до храна. Има малце пари. Да. Барем тој како да го кажем, основен прехранбен социјален пакет, но и оној психолошкиот пакет што е потребен на старите луѓе, да не се чувствуваат осамени, особено да не се чувствуваат бескорисни. Човек кој ќе дојде во фаза да го гледат како нешто бескорисно, тога сметаат дека е оптеретување. Не. Сега ќе ви кажам, јас проучувајќи ја шумата исто како, значи, има почеток, има климакс, има и крај. Меѓутоа во шумата за развојот постојат едни се кажуваат хабитатни стебла. Стари, искршени, кои се носители на животот. Младите се енергијата, меѓутоа носителост, осмисленоста, динамиката внатре, организираноста, поврзаноста внатре, што него гледаме, конекцијата во корените што има. Ни кажува дека тие се мудроста, тие кажуваат во кој правец ќе се развива понатак и како ќе оди. Одлично кажано, секоја чест. Пред самиот крај сме имам уште две прашања. Да. Како би ги вклучиле самите граѓани во донесување одлуки и креирање на општинските политики? Имате ли некаков инструмент, ваш замислен, некоја идеја, каде што би ги вклучиле самите граѓани во донесувањето на тие важни одлуки за кисела вода за вашата општина? Или пак преку Советот? Не преку Советот. Види, не секогаш Советот може добро да функционира, не може добро ќе функционира, да ги бираат сето тоа. Меѓутоа луѓето сакаат да добијат внимание и да бидат слушнати. Она што кажав, како старите што сакаат и луѓето што живеат сакаат да бидат слушнати. Постојат повеќе начини да дојдат да го искажат своето мислење за некој проблем или да дадат некои решенија. Во општествено организирани општества тоа може да биде преку анкети, преку медиуми, па ова што се преку Facebook групи, било што, да креираат своји мислења и тие мислења да доаѓаат до одреден. Може би во рамките на општината да се направи еден, сега не се разбирам, организацијски центар, каде што ќе се собираат сите информации и каде што млади луѓе, информатичари ќе бидат се идеи, и ќе ги селектираат во која група, значи имате идеи од еколошки аспект, имате од урбанистички, од сообраќајен. Меѓутоа некако не функционира. Мислам, не знам, и јас многу не ги разбирам работиве како функционира на општина. Сега некој ќе рече доаѓа да биде градоначелник, не ја разбира. Па во старт сметам дека и тоа е подобро. Да. Подобро кога настапуваш од почеток, кога ќе почнеш, кога учиш, ги согледуваш работите. Така е. Ако си добро... Така е, за крај, на крајот од мандатот, да речеме, вие добиете. По што би сакале граѓаните да ве паметат како градоначелник на Кисела вода? Во што најмногу би се вложили, која ќе биде работата по која што ќе кажат, да, професорот Јане Ацевски го направи ова?
направи луѓето да се чувствуваат среќни во општината во која што живеат. Ако е он среќен, има некои работи што не може да се заврши за 4 години, има динамични работи. Мито ако биде среќен, ако почувствува дека е дел од еден систем што креира здрав живот, среќен живот, тогаш е направен успехот. А успехот материјален, нормално, добро, зависи од финансии. Јас сум свесен дека општините тешки се времењата, секогаш биле тешки, не сега, меѓутоа финансиите диктираат. Ако те помогне некој, има начини сето да се направи тоа, значи јас не гледам. Јас гледам, ние сме научени да ни помага некој друг, меѓутоа и општините каде што постојат, зашто не се овозможи на одредени фирми кои што работат тука да остваруваат своји идеи каде што бизнисот ќе го насочат кон развој на општината. Да, има такви, јас ги знам, сега нема да ги изрекламирам, меѓутоа тоа се ретки. Да, значи, да бидат сега капиталот, нели, не се дели, не сме социјалистичко општество, па сето тоа, тоа има можност. Зашто банките не кредитираат здрав и урбан живот во средината? Затоа што кога ќе биде населението здраво, весело, кога младината ќе остане, па ќе им ги врати парите. Зашто се форсира во станови во мртов капитал? Зашто луѓе кои што имаат финансии не кажат дека ќе ги вложиме парите во, значи да дадеме одредена програма каде што инвеститорите ќе ги насочиме не кон станови, кон загушување, кон проекти што ќе бидат доходовни за нив, и тоа ќе бидат и општо корисни за целото население. Спортски центри, да речеме, повеќе било што, да. Кај младите се изгуби оној надпреварувачки дух, желбата за култура, па се изгуби, да ви кажам, и патриотизмот, се изгуби се. Ние треба тоа да го потикнеме, да го вратиме. А тоа ќе го потикнеме ако овозможиме здрава животна средина, здрава социјална средина. До животна сватете го и како социјална средина. Професоре, ние секогаш даваме поклонче на нашите гости. Уште еднаш благодарност што се одважите на нашата покана. Ова една чаша од Редкас. Ќе го пиете утринското кафе да се подсетите дека сте ни биле гости тука во Редкас. Пред да одјавам емисијата, би сакал една порака до гледачите, може во тој објектив таму да погледнете, да кажете нешто кратко и јасно и да се одјавуваме, што не чека работа. Многу работа. Добро, обично на вакви одјавувања кажуваат гласајте за мене или не. Не кажувам таква работа никогаш, не го оставам на народот да ги самиот да ги процени вредностите на кандидатите и нивните визии. Затоа што кога ќе ги процени вредностите и визиите, ќе им даде поддршка и сите тие работи ќе се остварат. Поддржете визија, поддржете програма за своје добро. Ви благодарам уште еднаш што бевте гостин во Редкас. Драги гледачи, тоа беше професор доктор Јане Ацовски, исклучителен човек кој што бил и универзитетски професор и поранешен декан на Шумарскиот факултет. Се надевам дека неговото гостување го привлече вашето внимание, а вие останете добри и се гледаме во наредниот Редкас со уште интересни гости. Поздрав!